civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кај нас пропагандистите ја користат секоја ситуација. Тоа мора да еве на пример дури вчерашниот немил настан каде што наша представничка на Евровизија несмесно го фрли македонското знаме, веднаш се фрлија на незе за да ја линчуваат, а при тоа да ги злоупотребат и да ги оквалификуваат власта дека тоа е дека европските вредности се такви лоши, дека Европа е таа што промовира вакви вредности да фрлаш знаме. И сакам да кажам дека руската пропаганда веднаш наоѓа и најмал детал. Сега тоа што она го направила, сепак постојат нели некој што таму ја однесе. Зборам за конкретниот случај и треба да ако веќе направила пропуст да одговара. Но да одговара таа како индивидуа, но не целата држава, целата влада, да се прават пропаганда против НАТО, против ЕУ и слично. Сакам да кажам колку малце треба за да се почне пропагандата. А да не збориме за случајот каде што председателот на собранието беше во посета на Украина, каде што директно се соочи со бруталноста, со агресијата, со убиствата, директно ги виде што се случува таму во Украина. Истата таа пропаганда во нашата држава се искористи за воскреснување на некои чувства, а при тоа да се промовира национализмот. Ние секако знаеме дека во 2001 имаше жртви, но немаше жртви само од едната страна, имаше жртви од другата страна. Ако веќе зборуваме за воени злосторства, дека од страна на едната зборам во овој случај беа дека воени злосторства се случува врз мавровските работници, дека имаше мачење, убиства и слично. Без при тоа да се спомна дека ние веќе имавме и судски случај каде што од другата страна имаше во Раштански лозија каде што имаше исто така жртви цивилни. Но во овој случај тој пример не се спомнува. Се спомнува само овој пример каде што се намалува вредноста на тоа што наш висок представникот од нашата власт отиде во Украина, придаде признание, даде поддршка на тој народ, а при тоа во нашата држава тоа да се дочека со некако добра порака, туку напротив се дефокусира неговото одењето на талат во Украина. Тоа се тие методи кои што за жал се користат, а толку агресивно што на некој начин државата, институциите не наоѓаат механизам како да им се спротистават на тие пропаганди. Сите тие креатори на таквите лажни вести и дезинформации всушност немаат импресиуми тие медиуми. Немаат име и презиме. За лагата која што тој што ќе објави, ако има име и презиме, можеш да го посочиш дека тој новинар објави лажна вест, дезинформација и друг пат кога тој ќе пренесе некоја таква информација, граѓаните да ја земат со резерва. Но свесни се за тоа дека шират дезинформации и лаги и најчесто тие портали немаат импресиум, немаат кој име главен уредник, немаат и дури не зборуваме за име и презиме, немаат ниту иницијали на нивните текстови. И тоа е малце потешко, а знаејќи дека нашите граѓани читаат само наслови и некогаш и самиот наслов нема врска со содржината што е внатре. Може би во внатре кога ќе прочиташ, може ќе стави некој линк дека е таму со прашалник некој насловот, ама нема на крај прашалник, туку констатација. А доле внатре во содржината па може да стои дека има и прашалник. Тоа е она што, не знам, може би државата треба на некој начин, тоа е не да цензурира, напротив, јас сум против цензура, но мора да најде механизам како да се спротистави на тие лажни вести. Не можеш да прогласиш победа додека играта се уште трае. Не можеш да кажеш дека ти си победил додека во истиот момент гранатираш и убиваш луѓе меѓу кои цивили и деца и жени и стари луѓе. И
не можеш таа пропаганда да ја шириш и да кажеш победивме и ајде од сега живејте се среќно и весело, а у таму некаде каде што гинат, сепак мора да кажеме дека победа ќе биде кога војни ќе нема, кога дезинформациите секогаш ќе бидат тука, мислам, тоа е нешто што е неизбежно, но ние сме тука сепак, можеби мала група која што се занимава со таа проблематика која што не е само кај нас, таа е глобална, но колку можеме толку ќе се трудиме да им ја представиме на граѓаните вистината, а самите тие мора да одлучат. Знаеш, вие велат најслеп е тој што не сака да види. Ние колку и да сакаме на некого да му ја прикажеме вистината, ако не сака да ја види вистината, тоа е веќе не можеме тука да влијаеме, тоа е веќе виша сила. Но ние ќе се трудиме секогаш да им ја укажеме вистината на граѓаните, па макар и после тоа ние нели секако ние сме им омилени мети на тие кои што ја шират таа дезинформација и омраза, па потоа и ние стануваме мета на омраза и лажни вести и дезинформација. Но нема да се предадеме.